Како што најавив, со мене во студиото е професорката Мирјана Најчевска, твоја партија, носител на листа во изборна единица 1. Добро утро, професорке, добро дојдовте во студиото. Јавноста ве знае како еден од поголемите борци за човекови права. И од она што можев да го забележам од програмата на твоја партија, фокусот и акцентот се става токму на човековите права. Затоа сакам да го отворам овој разговор со тоа што недостасува, каде е потребно унапредување, што предлага твоја партија во однос на човековите права и на унапредување на човековите права во земјава. Благодарам многу, благодарам за поканата. Да, твоја партија всушност и се формира, како што ние велиме, нешто како крижанец меѓу политичка партија и невладина организација, тоа е Сдружение на граѓани, токму заради тоа што во основата на самата партија е концептот за човекови права, не само борбата за човековите права, туку и во начинот на делување, начинот на функционирање, демократските односи, демократската поставеност, без многу јасна хиерархија, туку напротив, многу хоризонтално поставена партија. Она од што почнавме е дека партијата не е јасно идеолошки определена, значи партијата повеќе личи на шарена партија, многу хетерогена од аспект на идеолошкиот бекграунд и идеолошките заложби на членовите на партијата и заради тоа имаме доста лево ориентирани членови, како што сум, например, јас, има членови кои што се повеќе концентарот, па и десно ориентирани. И ние решивме дека треба да се собериме околу неколку заеднички именители, значи неколку точки за кои што сметаме дека не поврзуваат независно од нашата идеолошка определба и за кои што сметаме дека вреди човек да се впушти во политичката трка. Една од тие точки околу кои што се собравме и најверојатно најважната, тоа е животната средина и тргнавме од ставот дека животната средина во Македонија е мртва и дека всушност ние треба не да ја штитиме сега, не да ја промовираме, да промовираме некои програми, проекти и слично, туку треба да ја реанимираме. Реанимацијата на животната средина е во основа на делувањето на партијата, при што посебно сме спремни да се фатиме во костец со сите оние моќници кои што овозможуваат, дозволуваат или учествуваат во убивањето на животната средина. Ние тргнуваме од поставката дека не треба делувањето во однос на оживувањето на животната средина да почне од секој граѓанин, независно што сите ние сме како индивидуи одговорни и слично, туку пред се од оние големи загадувачи. Значи, главниот проблем според нас е проблемот на големото загадување, неискористувањето на новите енергенци кои што не стојат на располагање, се уште зависноста од фосилните горива, сечењето на шумите не од овие дрвократци индивидуалци кои што се шетаат по шумите, туку сечење од страна на самата држава која што учествува во уништувањето на природата, потоа големиот проблем на справувањето со сметот, кој што сакале ние да признаеме или не, е голем бизнис и во кој што се вплеткани навистина многу интереси на овој или оној начин поврзани со поранешни, денешни и слично структури кои што се на власт. Токму тоа сакам да ве прашам, дали го лоцирате главниот проблем во законските решенија или во спроведувањето на законските решенија? Тука ќе го споменам и последниот пример кој се случија, за кој имаше бурни реакции, тоа е состојбата со рудникот Иловица, дека
судот ја урна практично одлуката на владата за раскинување на договорот за концесија. Каде го лоцирате генералниот проблем? Во законите или во извршувањето на законите? Па, ни во законите, ни во извршувањето, да ви кажам. Генералниот проблем го лоцирам во партизацијата на државата. Значи, кај нас законите не се овоплотување на правото, туку законите се прават по мерка на тој кој што е на власт. И заради тоа имаме најверојатно најголем процент на закони сменети по скратена постапка, без учество на јавноста, без расправи, без вклучување на експертите во нивното формулирање. Значи, кај нас се прави според закон заради тоа што законите се прават за оние кои што треба да ги штитат. Значи, доколку имам, најпросто кажано, доколку сака некој да украде нешто во власта, тогаш ќе направи закон со кој што е дозволено крадење на тоа нешто. И автоматски ќе речи се е законски и ние сме легалисти. Не е точно. Значи, точно е дека е според закон, меѓутоа не е точно дека е според право и не е точно дека на тој начин всушност може да се оправда секое делување кое што е спротивно на интересите на граѓаните. Значи, она против што ние сакаме да се бориме е прво менувањето на законите на начин на кој што сега се менуваат, заради тоа што тие ја прават државата по мерка на политичарите, наместо по мерка на граѓаните. И да, тогаш кога ќе се донесат тие закони, треба ригидно да се почитуваат и да важат на вистина апсолутно за сите. И тука доаѓаме до оној втор постулат од кој што тргна твоја партија, а тоа е одговорноста. Ние сметаме дека треба да има неверојатно голема одговорност на политичарите. Дури во казнената политика треба да се предвидат казни кои што ќе бидат право пропорционални на висината на функцијата. Значи, колку има некој повисока функција, толку треба да биде и поголема казната, односно толку треба да биде поголема одговорноста. И дури во некој од нашите настапи предложивме да се забрани флоскулата, најодговорно тврдам, заради тоа што тоа е една од најупотребуваните флоскули од нашите политичари, кои што понатаму не прифаќаат, не признаваат и не се одговорни за ништо што прават. Третиот елемент околу кој што се собравме, тоа е намалување на привилегиите. Сметаме дека кај нас и функционерите, и политичарите имаат преголеми привилегии, меѓутоа не само тоа, туку ние имаме преголема владеачка структура. Имаме премногу министерства, имаме премногу управни и надзорни одбори, имаме премногу парламентарци за оваа мала држава за која што е потребно, што ја знам, некоја структура која што соодветствува негдека на локална самоуправа, заради тоа што имаме помалку од 2 милиони луѓе, мислам, тоа е некоја помала општина во некоја од поголемите држави и може многу добро да функционира со многу помала државна администрација, со многу помал број на министерства. Да речеме, наместо тие 26 да имаме 7 министерства како Швајцарија, мислам дека би било многу добро и од финансиски аспект, меѓутоа и од аспект на се она што представува разбирање на власта. Заради тоа што кај нас, еве и сега сите овие кои што зборат, па и албанските партии, и македонските партии, како да забораваат дека овие избори се избори за собрание, за парламент, сите зборуваат за владата, како да излегуваат граѓаните сега на избори да ја изберат владата. Не, граѓаните ги бираат своите представници, оние кои што би требале да ги заштитуваат и представуваат нивните потреби и интереси во највисокото законодавно тело. И тоа законодавно тело треба да има контролата над владата. Како ќе биде составена, од кого ќе биде составена, треба да реши самото собрание. За жал, перцепцијата се уште е обратна, дека и најверојатно со право.
И најверојатно со право, бидејќи кај нас пратениците се уште се обични марионети на политичките партии, наместо да бидат луѓе кои што ја сваќаат моќта на телото во кое што се наоѓаат и надлежностите кои што ги има тоа тело. И уште два елементи се столбови на нашата партија. Едното е образованието, за кое што сметаме дека не смее да се третира како потрошувачка, туку дека треба да биде инвестиција, да се третира и во буџетот, и во однесувањето на луѓето како инвестиција, инвестиција во еднината, инвестиција во развојот, инвестиција во се она што представува привлекување на младите луѓе да останат во нашата држава. И последниот елемент тоа е квалитетот на живење, кој што многу често се поврзува само со преживувањето, па сите зборуваат за минимална плата, минимални некои пари кои што ќе им дадат, опростување на долгови, што ти ја знам што. Не, квалитетот на живење е многу комплексна работа. Квалитетот на живење значи не само кров над глава, кое што е задолжително, кое што е право, не значи само доволно храна, здравствени услуги, образование. Квалитетот на живење значи достап до современите технологии, значи достап до такво квалитетно образование кое што ќе може да ги искористи, во кое што секоја единка ќе може да го достигне својот највисок индивидуален потенцијал, достап до културните сите оние можности кои што треба да му стојат на располагање на луѓето. Значи, од прилика тие се елементите околу кои што се собравме и сметаме дека можеме да се бориме за овие елементи независно од нашиот идеолошки бекграунд. Ќе се задржам на образованието. Многу работи се случија во последно време. Ваши колеги професори во ова студио зборува и за институционализирана корупција во образованието. Би сакала да го искористам вашето гостување да ве прашам и за ставот за последниот избор за ректор на УКИМ, но генерално прашањето е како? Како до ова што го велите вие, како до квалитетен образовен систем без оваа корупција во системот и најважното можеби што воопшто не знам ниту дали постои во моментов, а тоа се сериозни инвестиции во науката. Нешто што најмногу ги обесхрабрува амбициозните млади луѓе. Јас сум дел од независниот академски синдикат и автоматски ги поддржувам сите настојувања на овој академски синдикат, не само за подобри плати, подобри услови за работа во високото образование, туку за едно многу пошироко менување на квалитетот на образованието, кое што може да се постигне со тоа што образованието ќе биде издигнато на ниво на приоритет. Се додека некоја власт не го издигне образованието заедно со животната средина на нивото на највисоки приоритети во кои што ќе се вложува многу повеќе средства, меѓутоа не средства само за плати. Не се работи само за платите, не средства за градење на училишта и купување на опрема, туку средства кои што ќе обезбедат едно системско менување во образованието, да излезиме од она што во моментот го имаме како образование кое што одново и одново продуцира луѓе кои што се тераат да учат на памет, не обрнува внимание на развој на критичното размислување, не обрнува внимание на развој на луѓе кои што можат да ги користат информациите што ги располагаат, меѓутоа критички преиспитувајќи ги, луѓе кои што нема да почитуваат лажни авторитети само заради тоа што некој седи од другата страна на катедрата. Ние сме функционално неписмени и тоа е утврдено во многу и домашни, национални и истражувања кои што доаѓаат од страна. Функционалната неписменост значи дека не знаеме да го искористиме се она со кое што располагаме. Тоа е исто како, например, да имаш компјутер и тој да го користиш само како машина за куцање, да не ги знаеш неговите перформанси, да не можеш да ги искористиш сите елементи кои што ти ги нуди, за да можеш да бидеш дел од она што представува образован човек во 21. век.
Во вториот елемент, кој што дефинитивно е потресувачки во однос на образованието, што ние не ја разбираме неговата инклузивност. Се уште во нашата држава, како во ретко која развиена држава, имаме специјални училишта за децата со посебни потреби. Мислам, тоа е недозволиво. Не смее да постои специјално училиште за деца со оштетен вид, со оштетен слух, со било кој облик на посебна потреба. Тие деца треба да влезат во редовното образование, заради тоа што тие треба да станат дел од она што представува заедница, понатаму меѓутоа и заедницата да се научи како да функционира со луѓето кои што имаат пречки, кои што треба да ги надминуваат секојдневно тие пречки и да живеат со тие пречки. И сакам да ви го поставам прашањето за ресорот правда, бидејќи според дел од граѓаните најголемите критики, поточно од страна на граѓаните, се упатени токму кон правосудниот систем. Каков е вашиот став, што покажа правосудниот систем, дали некако успеа да се изреформира во изминативе 3 години или сепак имаме уште многу работа? Не започна реформата и тоа го покажуваат и сите извештаи и слично. И многу интересно беше дека на почетокот на промената на власта СДСМ и коалицијата која што дојде на власт тргна со таа парола дека веднаш се пристапува кон реформа на правосудниот систем, затоа што тоа е во основата и на правната сигурност и на се она што е потребно и за развој на економијата, меѓутоа и за заштита на човековите права и слободи, кои што во голем дел од владењето на ВМРО ДПМНЕ не беа само ограничувани, туку и директно повредувани од страна на државата и државните органи. Меѓутоа, многу брзо изгледа тие кои што дојдоа на власт сватија дека е тоа многу голем залак, дека реформата на судството значи ослободување од сите оние кои што на секој од политичките партии до сега им биле многу потребни, затоа што тие политички партии очигледно од самиот старт не се спремни да делуваат чисто, не се спремни да делуваат во рамките на правото, не се спремни да одговараат за прекршувањата на законите, туку сакаат да имаат некој кој што има веќе она што се вика дамаклов меч на корупцијата над главата, за да можат да го држат на кратко јаженце, било да станува збор за судија, јавен обвинител или било кој дел од таа правосудна структура и кој што во моментот кога ќе дојде до прекршување на законот на властодржците, ќе биде на нивна страна, ќе може нешто да заташка, ќе може да прогледа на прсти и ќе може да не го примени правото на начин на кој што треба да биде применето. Обвинители и суди дури се дел од политичките кампањи на одредени партии, дури без оглед дали е негативна, поточно црна или позитивна. Апсолутно. И да ви кажам, еден од мотивите зашто се формираше оваа партија и зашто би сакале да влеземе во собранието е да можеме да влијаеме. Значи, ние не мислиме дека можеме да освоиме голем број пратенички места, не се занесуваме дека можеме да бидеме вистинска загроза на големите политички играчи и слично, условно кажано, нели, во наводници големите, побројните, да кажеме, меѓутоа сметаме дека можеме да влијаеме при изборот на тие најважни клучни места кои што се однесуваат на владењето на правото, министерот за правда, па потоа избор на уставни судии, изборот на јавен обвинител и слично. Пред да завршиме со правдата, би сакала да ве прашам и за бомбите. Што мислите за бомбите? Ќе останат ли како метод во секоја политичка кампања? Или веќе еднаш за секогаш ќе мора да завршиме со овој начин на Значи, бомбите се на смешна. црнење на
смешна работа. Прво и прво, ако некој има податоци за направено прекршување на законот, ако има податоци дека е направено кривично дело и слично, не излегува на телевизија, не излегува по медиуми и слично, туку се поведуваат постапки. Меѓутоа, работата тоа е доказ дека судството е дел од политичките партии и од политичките игри. Тие не го гледаат на судството како на независно, како на самостојно, како на моćна структура од која што сите се плашат, независно од тоа дали се во власта или надвор од власта, заради тоа што е слепо, а го држи мечот на правдата над нив. Туку тие знаат дека судството е во нивните раце или во рацете на оној кој што е во моментот на власт и заради тоа само излегуваат со бомбите несто како создавајќи димна завеса, така? Во кое што може да се заташкаат и поголеми и помали криминали. Всушност се стекнува впечаток дека големите играчи, бројните играчи во политичката игра си ги знаат валканите работи едни на други и среќни се на тој начин заради тоа што во секој момент можат да извадат некоја валкана работа како пандан на валканата работа која што ќе извадат за нив. И сега ќе го замениме стравот од телефонско прислушување со стравот од физичко снимање додека разговараме со некој. Дојдовме до тоа дереже луѓето да викаат, абе добро, кога ќе дојдеш на власт мора да крадиш. Тоа е начинот на размислување на нашите граѓани, виќе. Ама нека крадат со усу. Не смеат да крадат. Не смее да украде ни пенкалце, не смее ни пластична чаша да земе, мислам, која што не е негова. Тоа е елементот кој што треба да го надминиме. Тоа е разбирањето кое што треба да го скршиме. Тој кој што ќе дојди на власт не смее да го прекрши законот, не смее за ангстрем, за милиметарче да го прекрши законот, а камоли да не одговара за големи прекршувања. Сакале да живееме во такво општество во Европа, дури за помали работи, дури само за сомнеш функционери даваат оставки. Токму тоа е идејата, значи да поттикнеме, ако може, да почни да се движи за мајецот во обратна насока од она која што сега се движи. Професорке, времето ни е кратко, за жал. За крај сакам да ве прашам за каква излезност очекувате, какви резултати очекувате и дали како партија би можеле да влезете во некоја постизборна коалиција. Значи, не очекувам и како партија не очекуваме голема излезност, заради тоа ние како партија бевме многу против овие избори. На почеток бевме воопшто против вонредните избори и сметавме и сега дека изборите треба да си одат во редовниот тек, малку да се стабилизира целокупната ситуација во која што и објективно и субјективно луѓето не се чувствуваат удобно да се впуштат во овој процес на избори и на гласање. И заради тоа сметаме дека најверојатно на овие избори ќе излезат пред се оние кор јадра на главните, најбројните политички партии, значи нивното гарантирано гласачко тело, а дека токму оние кои што се наша целна група, луѓе кои што не се поврзани со било која од овие политички партии, ќе стојат се уште на страна. Не можеме да прорачунаме колку места би усвоиле, меѓутоа она што ние го посакуваме, тоа се минимум 3-4 пратенички места со кои што би можеле да влијаеме. Не, значи, твоја партија уште од почеток кажа дека ние не сакаме ни директорски, ни министерски места, значи не претендираме на таков начин на влез во власта и заради тоа не сме заинтересирани за коалицирање. Ние сакаме да извршиме влијание колку што можеме на највисоките функции, да дојдат
професионалци. Значи, да, тие ќе бидат партиски кадри и слично, меѓутоа да бидат луѓе кои што знаат, умеат и кои што имаат искуство. Значи, тоа е нашата основна цел, да малку да се помести таа партизација кон професионализација, за да може да почне соодветно да функционира целокупниот државен апарат за граѓаните, а не за политичките партии. Професор, ке благодарам што одвоивте време да гостувате во денешниот утрински брифинг. Има уште 7 дена до кампања, предпоставувам ќе се видиме уште еднаш до кампањата или веднаш по кампањата со импресии и впечатоци од изборниот циклус. Благодарам уште. Благодарам многу и вам.